Јано мори детелино. Амину. Јано мори, ни се смееш. Ај, ни јано мори, Јордан Ѓорѓиев. Јордан, добар ден. Добар ден, јас сум Јордан Ѓорѓиев, село Немањици, сточар. Чуваме околу 250 овци. 200 до 250, Јордан. Да, така. Имаме намера да го зголемиме стадото. Па имаме. Зошто да не? Имаме да го зголемиме и повеќе, може да и до 400 Ајде, здравје Боже, само напред. Здравје, нека е само. Фамилиарно сите сме ангажирани со овците или Па како? сите. И сино, и сна, и така. Со жената и она на работа оде, ама викендите е тука. Помагаат, сите Да, помагаат. сите помагаат, да. Трајче, како се снаоѓаш од денеска со овците? Сите се жалат. Што ќе кажеш ти? Па што да кажемо, малце, да има поголема цена на јаганца, на млеко, субвенции да има редовно да се исплаќат. Така е. Тоа е најбитното нешто. Тоа е најбитно, да биде народот, сточарите да бидат задоволни. Добро, откуп на јагниња очекуваме да има, нели така? Како и секоја година. Па би требало да има секоја година. Има Женските ги чуваш, а машките ги даваш или како? И па женските ги оставаме за Да се обнови припот, нешто, да се така. обнови, машките ги даваме Па добро. и тоа е така. Добро, сега ти си ги пасеш овците, така? Јас ги пасам, да. Да најдеме овчар да платиме, Па и овчар, све помалци останува за домакино, овчари така? нема, не останува и овчари тешко се наоѓа. Тешко се наоѓа. И да се најде испод 1000 евра нема. Ама знаеш што е интересно нешто? И овчар да бидеш треба да знаеш, да бидат овците Па на пасен. треба секој не знае секој Не може овчар да да ги биде. спаси, Не нели може, така? не може. Не случајно ти си ги пасеш зашто овците да се бидат на пасен. Да, државата дава пари, ништо и за овчари, ама до кај ќе не може да. Добро, не е битно. Сакам да те прашам вака сега. Сега ги даваме малку да се прошетат, има малку паша, нели? Има. Меѓутоа дома им даваш прехрана, така? Па даваме, да, се веќе Мора да се прехрани. зимниот период мора да се прехрануваат. Сега ако падне слана, овцата пасе? Па они пасат, ама касно, околу после 10 кога ќе се стопе сланата, Се пушта на пасење, после се така? пушта, да. Иначе рано сабајле не се пушта Па не рано. бива на слана, овцата. мраз има, слана, ќе ване да паѓа. И не чини за овцата Да, тоа. така, пошто се сите објагнети, Да. така? Сега ќе се јагнат, некој има јагнати, некој ќе се јагнат. Добро. Може да дојде до несакани работи, да се изјалове од Така, мраз од слана. Треба да биде човек внимателен, Да, на да. све треба да се помисли. Така. Ти си Јордан со години веќе во ова сточарството. Па јас сум овдека со генерација од пара дедо, Така. татко, ја и така се. Еве во позадин тебе е училиштето во село Немањици, така? Да. Си имал прилика да учиш тука, нели? Па тука учиш од прво до 8 оделение, тука заврши во тоа школа. Значи ти си имал од прво до 8, така? И од Да, околните да. села тука доаѓа. Тука од полните села, од Дорел, Љубљанци, Мечкуевци, Ранченци, Патетина, од секаде имаш овдека. Ова беше голема школа, да. Така. Меѓутоа после училиште идеш право кај стоката. Па после учење по стоката, да. Мора така. Така беше, старите има обрсти, ореа порано, не е како сега Така. со трактори, порано се ореше со волови, Со зевгар, Со зевгар, да. Со плуг. со плук и така. Ајде, пошто ги спомнат зевгарот.
Трече, повесели беа тогаш старите или денеска? Па повесели беа. Повесели, Повесели беа. поблиски беа. Не е имало толку мош како сега што задоволство, пари, мош не е имало така, парите биле кај стариот. Ама убав збор. Ама убаво, весело, имаше свадби, Така. крштевки, имаше народ млади, имаше корза тука. Корзо. Кино имаше овдека во ова село. И кино во село нема. И кино имаше, да, таму тоа салата кај продавницата. Така, амбуланта. Амбуланта, пошта, полиција имаше порано за време Југославија. Така. Школа, значи све функционираше овдека. Може да речеме Немањици било поголемо од Свети Николе? Па поголемо од Свети Николе беше. Каде, Немањици. а? Јордан, сега вака те прашам, за овците, храната ја купуваш или сам си? Не, се домашно си произведуваме, Све твое производство. собствено, се. Останува некојаш нешто повеќе или докупуваш? Не, до сега не сум купувал. Се Имаш многу земја што Па, обработуваш? Земја имам, жито, наоѓаме сено си, набавуваме, сееме, луцерки, грашо. Да, богата е почвата овдека. Да, Житарицата е бива, ако ништо друго. Бива. Се малце водички и треба како сега ова есен е добро сега. Има, сега ќе поникне, има влага, у пролет ако даде Господ. Еве, овие последните години добро се раѓа. Да? Добро и на време заврне. Има берике. Има. А добро, сега вака, после берикетот што да кажеме? Нормално дека берикетот останува задоволен си. Па задоволен сум, да. За стоката останува тука, за прехранеме стока, свињи, кокошки и Добро, така. во село од се по нешто мора да Се се по има. нешто се чува, да. Добро, вака сега со млекото правите сирење, го сириш или го продаваш млеко? Па даваме го млеко, ама оваа година го сериме. Сиреме го и задоволни сме. Сирењето се испродаде. Да се продава сирењето, Да, се така? продава, да. Млекото нема баш добра цена, не? Па нема баш добра цена. 60 денара никако неисплатливо е. А сирењето е добра цена има. И оваа година сме задоволни, па натака ќе видиме. Само здравје. Здравје, само здравје. Зашто да не? Така. Јордан, ти благодарам. Почитувани, еве во домот на семејството Ѓоргиеви, Мара и Јордан Ѓоргиеви се разбира под младогот Клементина и Трајче Ѓоргиеви. И за почеток да наздравиме, да ни е за многу години денот, напомош да ни е. На здравје. Нека ни е за многу години. На здравје. Нека дава Господ се поред. А мора најпрво да го поздравиме најголемиот член во семејството. Тоа е Јана. Јано мори, Јано леле, севдалино, моја росна, Јано мори, детелино. Јана, да си ни жива и здрава. А сега вака, благодарение на златните раце на домакинката Маре Ѓоргиева, оваа софра заличи. Маре, ти благодарам за честа што не приреди. Благодарам и на вас исто, што не посетивте у овоа село и треба малку повеќе да се посетуваат селата, почесто да се посетуваат селата, зашто селата порано стварно беа многу големи и убави, и народ е имало многу, ама сега за жал многу изумират. Немањици и денеска има, јако се Да, вели има, ама не. Порано е многу имало и пое било живо, ама сега нема, младите избегаа сите на страна, останаа по некои луѓе постари, ама не е толку лошо да се живее на село,
не е лошо, има си стварно и селото некои убавини. Има зошто, има зошто. Убавини и има зашо да се живее у село. Стварно може човек да си произведе и храна, се да си произведе домашно. И многу е поубаво у село да се живее, многу е слободно, многу е чисто, не знам како да кажам, релаксирано. Не е исто како у градо што живееш и у село. Стварно селото е Еве за немањици денеска имавме соговорник кој што потврди дека има многу млади кои што доаѓаат тука. Па добро, има млади што доаѓаат, ама неќе не живеат, неќе да живеат на село. Повеќе бегат, повеќе младите бегат денеска и по странство и селуваат се заради финансии. Да. Повеќе е заради Јордан, финансии. ќе се сложиш со нас дека има млади што би сакале да се вратат на село? Па има млади. Има викеници доста направено тука. Некои се враќат, некои сепак немањици е богато село. Големо село, има. Голем атар, обработлива почва. Има доста обработлива почва. Се работи земјоделие, овдека е исклучиво и земјоделието и сточарството. Така. Малку само да кажам. Само малку оваа емисија не е земјоделска, нели емисија, ама само со една реченица да кажам за државата треба малку да превземе мерки за младите. Стварно има млади луѓе што сакат да се занимаваат со земјоделие и сточарство, само малку стимул да и даде државата на младите луѓе и на вистинските луѓе што треба да и се даде, ја мислам дека и селата ќе заживеат малку. Да се надеваме дека ќе биде подобро. Евате, на нас ни треба земја сега. Да. Сино се одлучи на тоа, сега ни треба земја, треба ни машини, да ни помогне државата. Така. Сточарството ќе го зголемеме, така, ама треба ни земја. Без земја не може сточање, тоа иде едно со друго. Така е. Нели сега имаме тие програми што кој може да се аплицира па да се добие? Па да, ама може, ама кај нас се секад да не се не дават на вистини, се пет мал се рече в сопругата, не дават на вистини сите луѓе. Ево, детето е младо, сега на нега треба да се обрати, да му се даде. Така. Времето си минува. Што треба му земја сега, треба да... Да, сакаш да кажеш дека вашата почва што имате вие, колку хектари обработувате ваше? Па обработуваме околу 15-20 хектара, али ни треба уште едно 30-40 хектара, 5-6 хектара да може да обработуваме. Концесиски тоа. Да, концесиски, да. Па добро, да се надеваме дека ќе добиете ако аплицирате, не? Па да се надеваме, да, во иднина на така. На подобро, секако. На подобро иде, да биде па сега. Добро. Живи и здрави. Добро, да сме живи и здрави, да наздравиме. Ајде на здравие. Нека ни е честито за многу години. Ајде, нека ни. Почитувани, ве поздравувам од семејството Ѓоргиеви, од село Немањици. Моје село, почитувани, разговарам со Павле Нацев, староседелец од село Немањици. Павле, добар ден. Добар ден. Добро дојде во наше село Немањици. Наше село, весело село Немањици. Немањици. Павле, да те јас кажав како еден од постарите жители, така? Па од 1800 година ја памтам по мојот чукун дедо, парадедо, татко ми, па и јас, пета генерација. Така, знаеш некој од постарите семејства да не ги кажеш кои биле во тоа време? Има ги многу, али не е добро да ги набројувам. Некој ќе рече, па што нас не спомна, што овај не спомна. Добро, готово. Не е добро, важно. Така, Павле, село Немањици важело за големо село. Најголемо село у Штипска околија е било село Немањици. 364 куќи, 65. Така. Луѓе имало е у секоја куќа испод 10 луѓе не е било. Некои па и 15, ако се тројца браќа и повише, до 20 луѓе имало. Да. И многу големо село, многу луѓе, дури до 3,5 до 4.000 луѓе сигурно имало селото. Така. Овоа село. Старото село е било горе кај Светилија црквата што е. Да, добро, Павле, како почна селидбата од старото село, селиште што го велиме денеска? Абе, ја ги имам слушано
имам дедо на мајка ми, татко, 99 години живеа и така слушал сам ги старите дека порано било се викало имањици. Добро. Ама многу зулуми имало од турците, од Орал и од ранчеци што дојдат и направат зулум, од село се наоѓало меѓу тие ридишта горе. Удоло, доле. Доле и направат, грабнат жена, грабнат деца кои се свиѓале и отишел некој старац кај оџата и рече, абе оџа, дојде за една работа. Кажи бе ѓаур, што е работа? Вика, слушај, многу зулуми има од вашите. Така. Што да направимо? Сакамо да се селимо. И рече, кога ќе се селете, треба да ја одредете територијата каде е, ама треба да најдете 2 вола близнаци црни и да го одорете селото па да се населуете. Така. И луѓето се согласат, земат тоа го направат и после постепено се преселат од тамо што мало куќи, преселиле се на оваа територија кај што е сегашното село. Така, а заорано со воловите што му значило? Тоа па да не ги бие такви работели тоа. Оџата така рекал и они го тоа послушале, нели? Или така, со зевгар волови да се подора. Да се заоре до кај ќе биде селото. Да. А селото таму беше во една лоша местоположба, во дол. Па ниски работи и по страната од позади на ридиштето е било, а од озгора е имало колџи што се држале стражари, сваќаш ли, на овие високите и наиде некој било кој, они викат и се луѓето разбудат. Така мене кажувано сега. Така, и така е почнато населбата на оваа на оваа територија, ова е можда 1900, може, не знам, тоа натака не го знам, ова што ми е кажувал дедото, кажувам ти, тоа е тоа. Ти ни кажа дека има негде 365 куќи, тоа значи негде 3 до 4000 народ имало? Имало е, сигурно. Сигурно имало. Најголемо село е било Штипска околија. Така, и важело како еден центар. Центар имат трговци од Солум се доваѓале од 90 товарале жито, носиле, има каравани што се доваѓале со камили, и туи имаме и фамилија Камиларовци што се вика, што останале у селото и тука седеја. Камиларовци. Камиларовци. Со камили. Да, со камили, тачно е. Точно е тоа. Да, интересно. А Друм се вика од Куманово путо за Штип по оваа рит, зад Длаѓирит па за Штип и за Солуна тука се ишле. Така. Тоа знам и тоа го кажувам. За денеска да кажеш. Денеска село Немањици, со што можеме да се пофалиме у село Немањици? Има доста житарица, доста обработлива почва. Има. Богата е земјата. Богата е, ако требаше каналот да фане од тамо, од Судиќ, овај Кардафаково, не Кардафаково, оно другото село Варсаково, добро. Судиќ, Арбасанци, Стануловци, Мечкуевци, Ранчеци, Немањици, Орал и да испадне на Мездра. Каналов, тај канал. За наводнување. Браната Калиманска е правена за овчеполието. Оти нема вода доволно за да се наводнува. Овчеполието. Оти Кочани и сите тие тај дел има реки, Брегалница, Злетовица, па Зрновка, па од ридиштата што се стечуеше. Ја памтам у Штип кога учев 66-67 година, имаше каналетки покаре тоа што правеа оризо. Тоа све извадија врлија, пуштија на јуриш водата, а водата треба да се собира за навака, а не тамо да се труши. Добро, атарот на село Немањици нема систем? Нема. Мустафино, Ерџелија, Бориловци, тие имат. И натака Анзабегово, Пеширово, Црнилиште, натака, тука нема. Така. Требаше браната да биде повисока за 4 метра
за да можеше водата од браната да иде и навака крак. Не го направија ради тоа што требаше да ги селат селото. Така. Симната е 4 метра висина за да остане селото. Добро, сега Павле би те прашал едно скокотливо прашање. Да. Некогаш веселбите во ова село, свадби, крштевки, веридби, Тоа е било уџум. да ти кажам, уџум е било. Тоа нема на свадба никој нема канење. Сите сме идели на свадба само и што ќе сите чуе тапано, сите на свадба, нема тука. Не е имало проблем или да некој да се е замерил да нема врска. заборават на маката околу земјата, заборават на многу работи. Али овде на Божих, на Великден, на добри деништа, на ден празници, правиле се Свадби. 3, 4 па и 5 свадби се правиле. Оти големо село. Не може да оти летоска иде на жетва, Така. Кога не е празник има работа. Да, има Кога работа. е празник не се работи, па може да се направи веселба, така? Така. А денес Денеска е нема. и у петак и у среда и се Не, прави. мислев денеска во селото, некоја веселба, Сега свадба. нема. Крштевки. Крштенка Еве бевме пред- во црквата. Пред 3 години од Куманово, што се потекло од тука, сака да го крстат дето у нашата црква стара Богородица што е и крсти се тогај пред 3 години. И ја бев таму. Добро, од тогаш наваму тешко да има. Нема. И Никој, тоа младите сега разманаат тие Па работи. добро, има млади луѓе и уште во селото. Има бе доваѓаат Се одржуваат почвата. Да, Еве сега да. има некој најави дека и да ти доста млади се враќаат. Абе има Како викенд важно си доаѓа во селото. Да, ја кога не затворија по 4 сата, по 2 сата салте пензионерите, ја мора да направам едно собиче за да дојдам тука. И бегаат тамо, не седе. Така. Тоа е. Добро, Павле, ти благодарам за разговор. Фала Навистина на вас интересно. што дојдовте, што не посетивте, да сте живи и здрави и вие и ние. Фала ти, на здраве. На здравје. Мое село, Тони Манев, село Немањици. Тони, добар ден. Добар ден и добро дојдовте во моето село. Добро те најдовме и дај Боже све добро да е. Фала и на вас исто така. Тони, земјоделец, сточар, Земјоделец, помалку повише сточар. повеќе сточар. Сточар, да, се занимавам со чување на крави. Исклучиво крава, Крави случај понапред чуваше и овци, ама сам не бива и тоа. напорно. И напорно и така се... Не беше сам, имамо со браќа да работиме, ама важно не можеме да стасаме и тоа. Заедно сте Заедно сме долго време. двајца, тројца браќа. Тројца браќа сме сите, браќа. заедно работиме сите. Одлично. Тоа е како еден вид задруга, така? Задруга што функционира до сега добро. Братска. Братска, да, Така е. и функционира добро. Работиме со крави сега моментално ти викам. Тони, имаш шталски на млеко или на паша? Порано имаше шталски крави, пошто млекото дојде малку Така. криза, не се плачеше, слабо се плачеше и се преориентираме на пашетни крави. Така. Крава, теле и сега се занимаваме повише време со тоа. Не беше задоволен од цената на млекото? Па не беше задоволен тогаш. Тогаш немаше да си покриеш трошковите и полно од тука што ги продадува кравите што не може да останат. Шталски, што ги Шталски да имаше и ги продадува и Тони, како помлад, фати ти од земјоделските задруги некојаш во селото тоа време? не може да фатам од таа. Не? Од таа манџа не може да Не, фатам. не, сакав да речам, Да, нели, да. по старите наши сите се здружувале. Сите беа, дево беше стопански двор беше тоа. Така. Имаше сите работеа не тогаш па 90 после 90 сум јас после војска зафана се со овие работи. Така. И немаше тогаш, више после затварањето на фирмите беше тогаш. Да, мислиш дека иднината на земјоделието кај нас може да биде во здружување во тие задруги? Па може да е. Има живот. Има кои работи ќе има. Па еве, вие сте тројца браќа, се да дадеме еден пример, како да речеме како еден вид здружување сте, Па така? да. Па не знам. Може да ќе кажете другите. Функционираме добро, живееме добро. Зошто да не? Нема зошто да не. И со механизација, со Имате сите работи. механизација, обработуваш доста почва. Да.
обработен, толку нашите тие. Добро почва е во Немањици тони, нели? Па добро да има наводнување, уште подобро ќе биде. Да, да има наводнување, Да, сите толку велат дека уште подобро Да, ќе биде. уште подобро ќе биде. Она е добро што нема наводнување, а да има Да има, не знам, ќе биде златна земјата ќе биде, ќе не мисли, нема да се. така. Тони семејство, Семејство имам, да. Жена, 2 деца. Едното дете ми е на страна, отиде на странство, а другото добро е сега. тука. Па кога има потреба доаѓа, Така. иначе се работи други работи таму. секој со своја среќа вели Да, нашиот секој се народ. и не налагам да дојде. Ако си има среќа подобро да се снајде нека оде, а кога ми треба ќе дојде да помага само моментално. Така е, така е. Да, тоа е само. Па добро да се надеваме дека еден ден ќе продолжи традицијата, како што ти ја продолжи. Па можда. Со браќата се разбира Можда, заедно. можда не викам ништо никогаш не речи не. Можда некојаш ќе дојде, ќе ја засака работа. Не е тешка работа. Денеска знаат модерно да кажат фамилиарен бизнис, Да, нели? да. Некогаш го ништо. викале како здружување, така? Сега фамилиарен бизнис, можда ќе појде. Може. Со овие работи сега убаво е. Убава е работа, да не е лоша. Да, да. Сам си на своето може да одеш. Сега малку има повише работа, што немаш одмори, немаш такви работи, мора да најдеш замена за да си Па, да тоа е отидеш тоа. на свадба, да отидеш на такви работи. Нели секогаш вели наш народ на нивата треба да и речеш добро утро. Да, на нивата Така и на стоката. работа. И на работа. И така да, не знам. Времето ќе ја каже своето. Се надаме дека ќе биде подобро. И благодарам. Мое село во твоето село. Еве непочитувани во село Немањици, во црквата Успение на Пресвета Богородица. Имам чест да разговарам со еден од најстарите жители на селото. Огњан Глигоров, Огњан Глигоров. Стрико, колку години си? 79. 79 години, да си жив и здрав. Фала. Да те прашам за софрата, денеска и некогаш. Па тоа време беше поарно, имаше повеќе жители, повеќе фамилиарни луѓе, собереш слави, Света Тројца, Божи, имало е сега народо. Помалку мезе имало, ама повеќе љубов меѓу луѓето. Помалку мезе. Денеска има повеќе мезе, А нема луѓе. помалку љубов има, а? Можеме така да кажеме? Може и така. Не, и денеска има љубов меѓу луѓето, зошто да не? Абе, има, Ние денеска ама- цело село го прошетаме, мислам најдовме на добролюбиви луѓе, гостолюбиви луѓе. Може. Нели така? Има. Сите се добри луѓе. Ај сега да ве опитам нешто за вака за селото, поготово ни се ближи крајот и на вториот дел. Може да ве опитам? Може. Нема да се налутите. Ај на здравје, нека ми на помош. Ај, на здравје. Нека стане традиција, нека ми на здравје. Не се бели маре мори, не се црви. Не се бели маре мори, не се црви. Не се толку маре дотерувај. Не се толку маре дотерувај. Ми се смеат маре мори ергените. Ми се смеат маре мори ергените. Ергените маре еснафите. Ергените маре еснафите. Почитувани, тука и крајот на вториот дел. Ве поздравуваме од село Немањици. Поздрав. Три